Говорот на премиерот по повод независноста грми, татни, инклузивен, државнички до плафон. Кажа неколку клучни зборови. Најважното тоа е дека независноста не е подпис, не е документ, туку независноста дека е нешто многу повеќе, дека е жртва, аманет од нашите прадедовци и завет за идните поколенија. Јас само тука би надополнил дека независноста е и одговорност, како што и слободата е одговорност, бара жртва. Имаше и други клучни зборови, многу важни. Например, еден од најклучните зборови што го употреби, според мене, е онаа синтагма големата слика. Употреби големата слика. Во смисла, ние често знаеме да се зајадуваме на некои дневно политички, политикански работи, што вика клучките, даноците, ја на тебе, ти на мене, овој оној, па тука имаш салви, канонади, камарили за дифамација, за разни работи. Но тоа е она малата слика. Како ја разбрав ја големата слика на која што мислеше премиерот? Големата слика, според мене, пак ќе кажам, значи сплотеност околу идејата Македонија е се што имаме. Големата слика, драги мои пријатели и пријателки, значи крената глава или целосна сплотеност и согласност визави националните интереси. Големата слика, ај тука ќе го цитирам премиерот, е исто така колективна општествена одговорност за заедничката судбина. Тоа е оно што треба да го научиме, а не го научивме 35 години. Дека сите сме во истите гомна, а дека утре сите можеме да седиме на истиот престол. Само ако сме паметни да го сфатиме ова вака, дека секој секому може да му подаде рака, секој може да работи за колективните заеднички интереси во корис на заедничката судбина, а не 35 години што правиме обратното од тоа што секој секому му е волк. Или секој што посакува на комшијата да му умре козата, вака да го симнам тоа на некое приземно малско ниво. Затоа што, како што кажува премиерот во говорот, тоа јас исто сум го зборел порано, џабе, брате, сестро, ја да сум среќен, а ти како мој комшија тука да те гледам несреќен. Таквата среќа е арам. И нема ништо, никаква сатисфакција ти да си среќен, нафатиран, напоен, најаден, а да го гледаш комшијата или ближниот свој до тебе како ништо од тоа не е. Дали тој бил македонец, дали бил србин, дали бил турчин, дали бил ром, дали бил албанец, бошњак, ексик, таква среќа. Особено арам е таа среќа да бидеш среќен на штета на другите. И затоа добро е што премиерот свесно ја спомна и бруталната криминална транзиција во 90-тите, за која што никогаш нема да најдеме разврска за таа брутална приватизација, која што се направи катастрофално во Македонија. Но добро е што ја спомна, значи има свесност за таа работа. Од позиција. Но она што за мене е најважно, како јас ја толкувам таа голема слика, за која што зборуваш, изгледа ова малце се прекина нешто интернет врска, глупости, слава. Нема везе, се надевам дека не беше голема пузата, дека ова ќе продолжи.
Големата слика, јас онака како ја разбирам, е потполна свесност кај секој од нас, кај секој индивидуа, секој граѓанин што е дел од ово општество, од оваа држава. Е свесност дека секој понатаму што има намера, желба, амбиција да ја продаде Македонија, па се навраќам на националните интереси. Е свесност дека секој оној што ќе ја продаде Македонија треба да знае дека во тој чин ќе се загуби и себе, и Македонија, и ќе загуби се останато. Ќе го загуби и аманетот на неговите предци, ќе го загуби заветот на едните поколенија, ќе загуби буквално се. И тоа е што секој од нас треба да го знае како оче наш. Големата слика е како што вели премиерот, и свесноста за ова 35 годишно шлајфување во место. Свесноста кај луѓето дека се разочарани во системот. Свесноста конечно кај политичарите, пак ќе кажам од позиција на премиер, ја покажа таа свесност. Таа свесност нели за разочараноста во системот, за селективноста на правдата, за криминалниот канцер. И вели дека тоа мора да се смени. Епа, премиере, сменете го, дајте да видиме таа голема слика. Сум кажал 100 пати, ќе кажам пак. Тука сме, нема од што да се плашите, поддршка ќе добиете и дајте конечно да си го вратиме достоинството и своето место што го заслужуваме. Ние сме, точно е, малоброен народ во споредба за тоа колку бројни народи има по светот. Ние сме малоброен народ. Ама историјата, традицијата, минатото ни е големо. И што е најважно, Македонија, македонскиот народ, нема никакво петно, никаква флека во своето минато. Тоа е она што ни дава полно право да застанеме зад самите себе. Звучи лудо откачано, ама е така, конечно да застанеме зад самите себе. Доста се раздаваме заради поединци, политички гарнитури, заради натиго, дај ми го, заради разни курназлаци, конформизам, желби, амбиции за лично и брзо богатење, на штета на нашите интереси, на штета на аманетот на нашите предодавци, на штета на заветот и она што треба да им го оставиме на идните поколенија. Ви ја честитам денот на независноста и како што рече и Мицкоски, ќе не биде. Не може да не биде. Народ со такво минато, без петно, без флека на својата биографија како народ, едноставно е неуништив. Фала многу, пријатно.